Здраво на сите и добре дојдовте во моето ново видео. 26.1.2019. Ова видео е посветено тој ден. Не снимив доволно тој ден зашто тргнав со мисла дека ќе снимам влог. Сепак не снимив доволно и поради се што се случуваше не можев воопшто да мислам на влогот, туку мислев на се друго, само не на влогот. Ќе пробам кратко тоа што го имам некако вака да ви го раскажам, што го имам снимено, па после да продолжам со мојот коментар за воопшто денот и што се случи дента. Пред да почнам воопшто за зборење, сакам само да кажам дека во моментот кога снимам видеото, во видеово го немам гледано видеото на Марко, бидејќи сме доста слични со Марко, посебно за некои вакви работи. Ништо чудно да кажем, и многу слични работи. И да само се повторам што ќе каже он, не знам што кажал неговото, ќе гледам од моја страна да кажам што како се случи и не знам, вака заедно да го прокоментираме се тоа затоа што беше историски момент и најдобриот ден во нашиот живот. Дента почна првата снимка имам од кога се качи во такси, толку бев возбуден од се што следи тој ден, што дури на таксистот му кажав дека имам промоција на книга. Ево вака. Земете. Имам промоција на книга, денес држете среќи. Фала ви пуно. Со убаво нека биде. Фала. Ајде чао. После го здогледав Марко во истиот момент кога му звонев, уствари ја му звонев да видам до кај, во истиот момент дојде и неговото такси, он се појави. Кај си бе, брат? Немаш иста камера по мојата. Не, брат. Не е иста. Твојата е цурна. После влеговме во целиот простор. Знам, имам снимка тука кај што прв пат влегуваме уствари во салата, горе се качуваме, прв пат гледам оној големиот банер што стоеше позади нас. Ние го знаевме банерот, фала Богу, ние го правевме заедно со Сузе, али не знаевме како тоа изгледа, го немавме видео никаде испечатен. После се зимнавме доле за да го видиме прв пат и штандот откако го наместија, да ги видиме сите тие книги, колку се многу ствари. После јадевме. Мислам дека единственото јадење тоа мало сендвиче што го каснавме во овој момент, што после го изгуравме цел ден со тоа. Дали си, Марко, ти малце така нервозен бе, брат? Јас сум гладен, а за нервозен малце на мала треба, особено сега на што ни напреда. Ајде, Марко, што ќе ни кажеш ти денес? Денеска ќе ви кажам, много види вака, гледам се вика нашиот пат, ќе напишавме со Стефан. Ева Стефан. Другиот кој е? Па дека со малце понизо гледаш тука пат си го искористи, брат. Нема проблем, али добро. Али видеото јас. И? Добро. И убаво видео. Здраво, дечки, како сте денеска? Не можам дали тука да гледам? Тоа е проблема, треба да гледаш тука. Здраво, дечки. Марија, ќе те ставам видео. Ајде, Ја ништо не смејам. Сега ги дадовме изјавите за новинари. И сега ваља секој момент треба да се каже да идеме на буквално тука, позачека. И дојде тој момент да се качиме на сцена, што мислам дека ќе ни пукнеше срцето со Марко тој момент и тоа е уствари онај најпрекрасен момент што не ми се не верува дека ние го доживеавме. Еве снимка е таму. И после долги часови заврши тој дел. Заврши тој момент, заврши цело потпишување, сликање. Негде бевме готови некај 6 сати, ја мислам. После толку многу сати бевме готови и заврши и тој дел. Мене не ми се верува дека се случи ова. Јас чекав 2 дена за да го снимам ова видео, за да воопшто можам нешто да кажам. Ние дента бевме изгубени, целосно бевме изгубени, не знаевме што ни се случува. Знам дека читам негде коментари како можевте да не очекувате кога имате толкави бројки. Ете, не очекувавме. Ние ваljda сме така и научени, така сме, такви луѓе сме што сме скромни, што можеби сме и премногу скромни и не очекувавме воопшто ниту да се продадат толку книги, ниту толку многу луѓе да дојдат, ниту ништо тоа што ни се случи, не ни се верува дека е вистина. Ние бевме целосно изгубени
И еве после 2 дена јас уште не можам убаво да се изразам и уште не можам да ми спласнат и да ми дојде од главата што све се случи ствари тој ден. Нештото на кое работевме 8 месеци со Марко, книгата Нашиот пат, нашата книга, што уште не ми се верува дека е наша, толку се исплатеше, толку како да го кажам, најмногу криво ми од тој цел ден што настана цел тој хаос што по сите можни сајтови, дури весници и телевизии го гледаме како најголемата хистерија во Скопје, што многу ми е жал што така мораше да биде. Ние го смислив, ние очекувавме да има ред, ние направивме некаков си ред, али и тој ред можеби не беше почитуван од секого и во еден момент настана хаос каде што мораше да запреме. И читам уште негде коментари демек не сте се подпишале на сите книги. Ние се подпишавме на сите книги што ни дојдоа. Ние во тој момент кога направивме таа пауза од нецели 5 минути, валјда тие коментари се од луѓето што во тој момент си заминале. Ние после тие 5 минути, ако беа и 5 минути, се вративме и продолживме со подпишување, најдовме друг начин да од салата, од позади сала да излегуваат и да одат во фоајето, мислам се вика горе, кај што обично се случуваат изложбите во МКЦ, и таму одеше протокот и имаше некаков си ред, конечно го направивме тој ред. Само за тоа ми е жал и ете тие што не стигнале да ви се подпишаме и да се сликате со нас, за сликање верувајте дека има и друга прилика, а за подпишување, тиражот што сега го пуштам, ги имате нашите подписи во самите книги. Значи за тие што не успеа да земат подпис, ете во вториот тираж имате подпис во секоја книга од нас. Ни се оствари еден голем сон, ни се оствари, не знам, и мене срцево ми е полно. Значи срцево ми е кога ќе видам толку искрени луѓе што толку многу ти се радуваат и толку многу и те исчекуваат и едноставно гледаш во нивните очи колку те сакаат и колку стварите следеле што идва го чекали они тој момент како и нас, тој 26.1.2019 што за секогаш ќе биде запечатен во моето срце. Едноставно кога дојде еден родител до мене и кога ми кажа фала ви што во вакво мрачно време, во ваква ужасна држава, вие сте едно од, ако не единственото светло во цело ова ужасно време и што секој ден е само полош. И во тој момент толку ми се наполнија очиве со солзи, а тоа се случуваше додека траеше целава промоција, тоа целово подпишување додека траеше, што тоа само ми го кажа, ја му кажа фала многу и ми се наполнија тоа очите со солзи и одма дојде следен за подпишување, за сликање, јас на следните неколку слики бев скоро да заплачев. Затоа што поминати се во моментов кога го снимам видео се 2 дена поминати од настанот, ни стигаат на Инстаграм пораки, цели реферати од како сте ја прочитале книгата, тие што успеавте да ја купите. Не знам, едноставно и честитате за цел труд и дека толку сте уживале во книга и толку ве направила среќна и дека ќе ја прочитате уште 5-6 пати. И кога ние ќе добиеме такво признание дека кажувате дека книгата е најдобра и дека толку многу сте уживале во неа, ние не можеме ништо поише од тоа да посакаме. Тоа ни беше целта, тоа ни беше едноставно да ве доближиме до нас уште повеќе. Има доста од вас напишано и дека посебно на оние последни страници сте се расплакале доста и ве разбирам целосно и фала ви што се поврзувате некако на... Значи не знам, вие буквално сте дел од нашите животи и со оваа книга гледавме само да ве доближиме што е можно поблиску до нас. Тиражот се распродаде во саат и пол и... Значи, пазите ги овие зборови, тиражот се распродаде во саат и пол. И јас застанувам, значи седев после неколку сати од како заврши тоа, јас застанувам до уредничката Ана од Просветно и ја прашувам, добро, кој друг го направил ова, кој друг автор го направил ова, и она ми вика вие. И сега како јас едно детенце, што ја уште се осеќам кој детенце иако имам 21 година, како јас, што буквално се осеќам како мало детенце само со големи соништа, со Марко ствари сме првите автори што продале
1000 книги за саат и пол. Како е тоа реално, како е тоа вистина? Ви се извинувам на сите што сум вака испомешан и ја не знам што да зборам, али едноставно не ми се верува дека ова е вистина и дека ова се случи. Јас сакам да ви се заблагодарам само најмногу дека толку многу ни значите на мене и на Марко, што толку многу ве сакаме и ова беше само уште еден доказ и дека вие толку многу не сакате и што сте ни секогаш ни пружате безрезервна поддршка и да знаете дека не го сваќаме тоа туку така здраво за готово. Допрва ќе ви враќаме за целата таа поддршка и допрва ќе ве радуваме со секојдневно со видеа и секојдневно со новости од нас и нема да престанеме да си ги остваруваме нашите соништа и едноставно да го правиме тоа што ни исполнува, а да знаеш дека тоа што тебе ти исполнува, ви исполнува и вас и толку многу ве радува и ве не знам. Што може човек повеќе да посака од тоа да баш кога правев муабет со Марко пред ден-два, да имаш супер моќ да правиш луѓе среќни. Што повеќе може човек од тоа да посака? Фала ви најмногу луѓе, најискрено фала ви од цело моје срце. Јас сум се извинувам уште нешто сум изгубен, али стварно не знам што повише да кажам. Ако повише се отварам, само ќе биде ова едно видео во кој што јас плачам и не сакам тоа да се случи, не сакам, не се осеќам убаво да плачам на камера, не дека се срамам од тоа, јас сум многу емотивна личност и често си плачам, али едноставно не знам. Еве, значи 2 дена ми се малце да isprocesирам се што се случи и ќе ми треба уште многу време. Само да знаете дека за тие што не стигнаа книги да купат, еве да ви кажам информација, да не заборам тоа, да не успеам тоа да го заборам. Во четврток, најверојатно во четврток во Скопје ќе биде книгата достапна во сите книжари на просветно дело, а веќе во петок оваа недела низ цела Македонија. Тоа е информацијата што имаме сега, случајно го се промени, сега го следете на нас на Инстаграм, ова се нашите Инстаграми на мене и на Марко, а ова е Инстаграмот на книгата што треба да го следите за да што многу луѓе веќе го следат, што не ни веруваме, што не ни се ни верува колку многу од вас го следате тој профил, али ете следете го затоа што таму ќе уствари ќе објавуваме сите новости за врска со тиражот, кај се книгите, дали се пуштени во продажба, до каде се, дали можеби не ако се распродаде и вториот тираж, јас ќе скренеме со Марко. Многу се осеќам глупаво што не можам да ви кажам доволно, не можам, се осеќам кога не е доволно и кога не кажам доволно фала, али верувајте ми дека најискрено ви се заблагодарувам од се срце и дека уште не можам да си дојдам при себе и да поверувам во тоа што се случи. Така што фала ви најмногу, ве сакам најмногу и ова е само почеток се уште. Ќе правим уште многу работи. Овие мали деца што се ствари, деца што се снимаат, што се глупираат со камери и што зборат како лудаци во собата, тек ќе докажат што умеат, тек ќе докажат што знаат и тек ќе продолжат да си ги следат своите соништа. Толку ќе ви кажам. И сега ми се полнат очите со солзи, ама не можам, стварно не можам и еве ќе завршам тука видеото затоа што да не стане премногу емотивно и да не стане многу досадно и да не го гледате од тука затоа што не знам ни до сега колку ќе трае. Фала и многу луѓе за сите следни информации со книгата, следете на најмногу на Инстаграм. Ќе ви кажувам и за следни градови и до други градови кога ќе дојдеме и фала ви најмногу. Фала ви од се срце. Ве сакам и јас и Марко и се гледаме во следното видео. Чао.